Господине министер, пракса стана сите закони во последно време кои се однесуваат на образовниот процес да ги носите со скратена постапка, со исто образложение дека не се работа за сложени измени. Најсложеното кога ќе го расцепкате на стотици делови, тогаш престанува да биде сложено. Истото го говоревме кога ги носевте наставните планови и програми, истото го зборувавме кога ги донесовте и другите измени во законите за основно и средно образование. Во законот за учебници последниве неколку години повеќе од 10 пати интервенирате со по вас мали измени, а пред се со основна цел подобрување на квалитетот на образованието. Господине министер, се сеќавате 2006 година, основниот, поидовниот, реформски концепт на оваа влада се темелеше врз реформите во образованието. Господине министер, ако почнеме од првата ваша голема реформа, компјутеризацијата на училиштата, и ако ве прашаме сега што е остварено од ветеното од таа голема реформа, ќе испадне дека не е ни 1% реализирано, напротив, само се потрошија пари, а квалитет во образованието нема. Ако ве прашаме за уште поголемата реформа, факултет во секое село, и ако се направи еден елаборат, повторно ќе дојдеме до поразителните констатации дека нема подобрување во квалитетот на образованието, напротив, има само девалвирање. Сето тоа најдобро вие го потврдивте со овие последни закони што ги носите. За секоја суверена земја е поразително кога ќе донесе закон за да увезе наставни планови и програми од странство. Тоа е дно, тоа е пораз, тоа е крах и безпредметно е да дебатираме и да полемизираме имаме или немаме образовен процес. Вие тоа го направивте на најдобар можен начин. Вие потврдивте дека Македонија нема научен капацитет да изготви автохтони наставни планови и програми. Сега, господине министер, потврдувате уште еднаш дека Македонија нема научен капацитет да направи сопствени учебници. Следното сега што ќе треба да го направиме, ќе биде најпоразителното. Ќе треба, следствено на ова, да увезиме и наставен кадар. Затоа што нашиот наставен кадар е образуван според нашите високообразовни и научни институции, а наставните програми и планови и учебниците од Кембридж се врз основа на некоја друга високообразовна традиција и работа. Затоа што тоа допрва ќе го видите и предпоставувам доколку продолжите, следното што ќе биде во ова собрание, да увезите и наставници да покажат како се работи. Господине заменик министер, образованието е премногу сложен процес. Не трпи импровизации. Од првиот ден од оваа говорница зборував, немате концепт, немате стратегија, ад хок, како некој самоук во министерството, каде што место најпаметните, место да биде скроз деполитизирано, таму по партиски заслуги доаѓаат од раководители на сектори, па советници, па државни
советници, па заменици и така натака и така натака. Со таков политички орган вие не можете да имате образовен процес, квалитетен. На сите испитувања каде ги одмеруваме нашите сили со европските, се покажува дека некаде ја грешиме работата. А ја грешиме работата затоа што место тие институции да се деполитизира, вие дотаму отидовте и универзитетот му ја зедовте автономијата. Го политизиравте до крај. Оние мерки што ги воведувате под името реформи, тоа се само механизми за контрола. Инаку, еден научен аргумент, кажете, зошто е воведено екстерното тестирање? Ако не, само како инструмент за да ги држите под контрола наставниците. Најдобар одговор ви даде еден ученик, кога го прашаа како помина на екстерното, сега што беше за матурантите. Одговорот негов беше: на однапред кажани 200 прашања и баба ќе ги научи напамет и ќе ги одговори. Екстерно тестирање, господине министер, во светот се воведува да се утврдат трајни знаења и вештини, а не напамет научени материи. Тоа е проблемот на образованието во Република Македонија. Папагалски концепт на образование. Тоа го практикуваат и наставниците, тоа го прифачаат и учебниците. Коренита реформа треба да се направи во образовниот систем. Со овие парцијални реформи уште поголеми проблеми се прават. Во Република Македонија треба од прво оделение да се направат прво и основно автохтони наставни планови и програми. Треба да знаеме каков ученик сакаме во првата тројка да имаме, каков ученик во втората тројка, каков ученик во третата и така натака и така натака. Не може со вакви ад хок решенија и тоа донесени по скратена постапка вие да се надевате на квалитет во образованието. Господине министер, во образованието доаѓаат луѓе по политички клуч на високи позиции и тие луѓе, ако и карактерно се луѓе кои се самобендисани и веруваат дека сето знаење го имаат тие, и ако тие луѓе тоа што го замислили или некој што им го сервирал, го преточуваат секоја недела или секој месец во закон, и од друга страна да чекаш резултат. Се согласивме дека ова е најзначајната сфера од општественото живење. И од поединечен аспект, и од општествен аспект. Не може една држава да се надева на нејзин развој доколку нема квалитетен образовен систем. Во Министерството за образование, почнувајќи од Бирото за развој на образованието, Педагошкиот завод, Центарот за средно стручно образование, тоа се политички филијали. Таму не се луѓе кои имаат идеи, креативност и знаење. Вие можете нивните почетни идеи да ги пласирате, но за да направите квалитетна образовна реформа, дајте го тоа на јавни расправи, нека оди со месеци, нека се изјасни базата, наставниците, родителите, учениците, научните институции, секоја измена во образование, на која сакате темелно да го промените образовниот систем, треба најмалку една година, некаде и 2 и 3 се разговара, се преговара, се собираат сите искуства, се прават сите анализи, а не вчера ни предлагате по скратена постапка, денеска го усвојуваме. Се е мотивирано од политички причини и немојте да очекувате дека од Бога ќе дојде тоа и ние ќе го постигнеме тој квалитет, во чие име ги поднесувате сите овие закони. Првата и основна реченица ви е дека тоа го правите за подобрување на квалитетот на образовниот процес. Со ваков начин никогаш нема да се подобри. Секоја темелна реформа во образовниот систем, дадете ја на јавна расправа, нека се расправа,
6 месеци, 1 година, 2 години, 3 години. Луѓето што знаат, нека го кажат мислењето, а не политичарите.